Добра вечер за Гевгелија, добра вечер за Македонија. Добра вечер за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Добра вечер за премиерот Груевски, вице-премиерот Ставревски и неговиот тим. Драги гевгеличани, благодарам за тоа што го направивте во недела. Благодарам за огромната поддршка што ми ја дадовте. Благодарам за вашата посветеност. Затоа што, како и на други места, низ Македонија, покажавте дека државата ни е пред се, Македонија ни е пред се. Со над 120.000 гласа покажавте дека има разлика. Покажавте дека знаеме да правиме разлика. Им благодарам на сите гевгеличани за укажаната доверба. Се надевам дека во вториот круг ќе имаме уште поголема излезност. Во вториот круг ќе имаме двојна победа. Ќе славиме победа и за председателските и за парламентарните избори. Во неделата покажавме дека имавме демократски и фер избори, како што и доликуваат на Македонија. Покажавме дека имаме мотив да одиме во двојна победа. Покажавте дека ги поддржувате политиките. Ги поддржувате политиките на мене како председател и политиката што ја води премиерот Груевски како влада на Република Македонија. Ги поддржавте политиките на ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Во овие 5 години покажавме дека институциите во Македонија не само што треба да соработуваат, мора да соработуваат за доброто на Македонија. Кога имаме единство во државниот врв, тогаш имаме и успеси, имаме и просперитет. Се носат многу закони и се спроведуваат многу реформи. Сето тоа за да го чувствуваат граѓаните на Македонија, да ги чувствуваат сите делови од македонското општество, за пензионерите да имаат редовни пензии, за земјоделците да имаат субвенции, за студентите да имаат стипендии, а учениците да имаат бесплатни учебници. Тоа е резултат кога имаме државно единство, кога институциите функционираат и се посветени на граѓаните на Република Македонија. Тоа е нашиот стил на работа. Бидејќи блискоста со вас, ни кажува што е она што ве тешти, што е вашиот проблем, кои се вашите потреби. Сето тоа влегува во програма и тоа е наша програма, за која ви поднесуваме отчет, даваме отчет за сработеното. Но потоа, повторно доаѓаме со програма за повторно да добиеме ваша доверба. Благодарам што искажавте огромна доверба за програмата која ви ја понудив минатиот пат. Програма во која имаме верба дека Македонија ќе стане членка на Европската Унија и членка на НАТО. Ни дадовте поттик, ни дадовте мандат да продолжиме да работиме со по-силно темпо, со поамбициозна програма. Мене ме знаете веќе 5 години. Сето тоа што беше сработено во новата програма продолжува со нов континуитет. Мојата програма ги опфаќа сите сфери каде што можеме да постигнеме успех за нашите граѓани. Нашата цел е Македонија да биде членка на НАТО, членка на Европската Унија. И затоа добивме и 5 извештаи. Тие 5 извештаи и 5 препораки се она што нам ни припаѓа. Тоа е она што ние сме го сработиле. Затоа продолжуваме со реформи. Затоа продолжуваме да работиме за просперитет и успех на Македонија. Затоа и се градат автопатишта низ Македонија. Затоа се градат фабрики. Затоа се градат болници и училишта. Затоа се отвараат нови работни места. Помина политиката кога го меревте политичарот колку убави зборови кажал.
Денес политиката се мери со бројот на нови работни места. Постојано се отвараат нови работни места за младите да живеат во Македонија, да создаваат своји семејства и да создаваат свое потомство. Драги евгеличани, имавте можност да слушате што нудат и другите, но имавте можност да слушате многу нивни негативни работи. Мислеа дека со негативна кампања ќе ја добијат вашата доверба. Граѓаните во неделата им дадоа одговор на сето од тоа што тие го збореа. Граѓаните кажа каква Македонија сакаат. Македонија го трасира, граѓаните на Македонија го трасира патот за еднината на Македонија. Нас ни требаат одговорни луѓе на сите места. Нас ни требаат вредни луѓе. Луѓе кои ја сакаат Македонија. Луѓе кои се патриоти. Да покажеме и на 27 април. Да покажеме дека има разлика. На 27 април да покажеме дека државата ни е пред се. Да покажеме дека Македонија ни е пред се. Да покажеме и следниот пат дека можеме да организираме достоинствени и фер избори како што и доликуваат на Македонија. Да излеземе што помасовно на 27 април. Да ги потикнеме сите кои се уште се двоумеат. Да им кажеме дека треба да гласаме за себе, за своите семејства, да гласаме за Македонија. Ве повикувам масовно да излезете и да го даете вашиот глас за Македонија. Да сте живи и здрави. Да живее Гевгелија. Да живее Република Македонија.